Здраво, другари на сите. Значи, чисто сакам да презентирам таа глупата ада и тия глупи работи кои што ги кажувам, например, да имате стабилно портфолио. Во ми е дел од биткоина тука што го држам. И имам нешто и на Earn. Се забравам да го покажам. Доста работи сменив за тебе имам $304 направено, што не е многу. Се забравам да покажам што имам на Gemini, една од најбезбедните берзи во цел свет. Значи имам Zcash 30, кој што вредат $5688. Имам AMP 20717, игра од $208. Chainlink 19 само комада, $666. Compound имам само еден. Filecoin имам скоро 5. Значи друго ништо не држам, тоа го тестирам тука на Earn, на Gemini. Како што гледате 1:1 со USD долар, типовите имат собствен стейблкоин. Ако вие ставите 5000, 10.000, 100.000 долари, гледате колку дават на година. 8%. Ниту една банка во светот не дава, ако вие ставите долар 1:1, у нивниот стейблкоин Gemini долар да ви дава 8% на година. Тоа со текот на времето ќе падне. Ама ниту една банка моментално не дава, ако ги држите вашите долари, евра у банка, никош нема да ви дава толку проценти на година. Значи идеме тука. Значи кога беше Cardano, значи прво правам аларма се уклучи. Значи другари, правам withdraw на 2 биткоини на дата, сега беше 30, ако не се лажам, 2 биткоини, 10:30 у 7 часов вечерта правам, значи withdraw на 2 биткоина на Gemini, јапа на Gemini на KuCoin, значи депозит правам еве ги тука на 10:32, значи 19:28, 19:17, значи доста брзо се стигнале. Правам и ги менам за, значи овака иде. Успевам 2 биткоини кои што вредат $122,000, 0,91. 2 биткоини, значи кав го Cardano на 1,95 и купувам 62,611 Cardano. Овие не ги гледајте 63,428, затоа што плюс што бев ископал, бев депозирал тука за сметки плюс. Значи купувам 62,611 Cardano. Успевам да ги играам. Значи успевам да ги играам, тука беше сега ќе видиме на која цена. Значи успевам да ги флипнам. Значи успевам да ги флипнам на 1,95 и чекам, значи, иако знаев нели дека ќе се случи ово со Кина, него мислев дека, испуштив го за 24 часа. Тоа се случи денеска и јас го сменив биткоино на, значи сел на 11.9, денеска сме 11.10. Значи за 24 сата ме зафркна Кина. Значи информацијата многу касно се објави, иако бев прочитал дека има таква драма. Значи успеав 2 биткоини да купам, да ги сменам на цена од Cardano на 1,95, да купам 60,611 и тие 60,611 успеав да ги продадам на 2. Значи на 2.27 успевам да продавам 60,611 Cardano. Значи он беше рекорд од $2.32, али не ми се ризикуваше. Значи не ми се ризикуваше да си играм со нешто како биткоин, посебно 2 биткоина кои што ќе вредат милионска сума. Значи не ми се исплакише да го играм, еве ги тука трансакциите. Еве го целото.
Затоа што како што гледате како ги купува. Trade History. Исто кој сака може да ги разгледа. Ево Trade History на Buy и ево Trade History на Sell. Значи што е тешкото, гледате. Иако сакам да продадам, да речеме 62.611 на таа цена од $2.27. Гледате, не се одно продавам 60.000, значи како што гледаш таа ми е продел 4.325, 58, 549, 382, 178, 390 и до 60.000. Значи за тоа што последниот пат кога ако се сеќавате 170.000 Cardano бев префрл, сакав да направам флип, едноставно не можев да го флипнам затоа што имаше претерано мали играчи. Имаше играчи на KuCoin кои што продават само 10, 20, 100. Значи тоа ќе требаше кој знае колку време за да го испуне. И не ми се ризикуваше за нешто што може да направи дроп одеднашка. Значи успеав да го сменам и направив, врнав си ги назад. Значи што гледате, врнав си ги од брейк дава и нагарда. Супер што го снимав тоа. Значи успеав да извлечам, гледате, успеав да извлечам 2 биткоини назад на 11.9, да си ги врнам да ми стоят тука на портфолио на Gemini и направив печалба од 0.07 биткоин со тај флип и успеав да купам еве овие 3 акции. Значи ова беше $1.663. Матна е сликата поради тоа што за жал немам подобри слики. Ова е $1.052. Ова беше некои си $300. И успеав да размножам со тие $5.000, да размножам 1, 2, 3, 4, 5 бибиња на акции да се родат за новите играчи. Или тоест ако ги поделам на старите играчи да имат подобри птици. Значи тука се 1, 2, 3 планта. Плантовите кои што се едни од најскапите моментално што сум ги купил. Гледате, коштат 0.35 Ethereum, ова е 0.33 Ethereum, а Bisto е 0.22 Ethereum. Ги размножив, значи некои си $6.000 ме кошта целата операција што се вика. Поради тоа што ја купив исто и оваа птица. Две овакви птици купив. Таа птица купив на 0.14 Ethereum. Другата птица сега ќе видиме. Другата птица ја купив. Значи едната птица ја купив на 0.15 Ethereum, другата на 0.14 Ethereum. Значи некои си успеав да потрошам околу со се SLP, што менив исто со AXX токена кој што е $150 да ги размножам сите тие. По еден кошта, че некои си не сум сметал околу $6.000. Че 5.000 што печелив и 1.000 од мене што се вика, тоест од SLP-то кој што е ископано и од на Staking Rewards ќе покажам што го имав. Staking Rewards што имав веќе нема. Значи што имав AXX токен, гледаш иако дава 117%. Ја не се лакувам за тие проценти, едноставно у играта успевам да докупувам нови акции за нови тимови. Значи успеав да ризикувам 2 биткоини, да направам, да ги врнам пат двата со флип и да купам и да направам профит од 0.07 биткоин, кој што $5.000. Че $5.000 направив од 30.10.30 до 11.9. Значи за 9 дена чекав флип на сеќавате ли се Cardano беше 1.95, дури 1.93 падна. Додека сите паничија, јас од таа паника направив $5.000 чисти пари и си го врнав дури целиот биткоин назад. Дури успеав и да си купам, гледате, акции и играта да ми оде напред. Еве за кратко да ви покажам портфолиото што го имам на VeChain, нема многу. 53.000. За жал не успеав да накупам повише. KuCoin имам 162, кој што вреда $3.641. Интернет компјутер имам 68, $3.200 и овие другите ми се што ми ги има дадено. Значи BitTorrent никош не сум купувал. BitTorrent ми го има дадено
$5 вреден. BitTorrent ми го има даден сите овия, ми ги даваше KuCoin, ги чувам още пред кой знае там колко време, колко години. Ги чувам, затоа што самиот KuCoin даваше airdropи, отколкото луѓе трейдат. Значи никош ги немам купувано тия од self-key надоле. Имав Telcoin, сменив го исто за играта, за да имам повише луѓе кои што ќе играт акси, што ми е приоритет. Еве, тоа е накратко. Значи, тука може да ги видите трансакцијата, гледаш депозит од 2 биткоини е на пред 2 дена. Значи, тоа се тие сметки. Тука на Gemini држам некои си резерва од 3 биткоини кои што ми се спремни за флип или за игра, моментално вредат $194,000. Значи, тоа е тај глуп Cardano и тоа е тај глуп биткоин, ако го имате како стабилно портфолио кој што може да направите таков флип. Еве да ви покажам на PoolX, многу луѓе сака да видат што имам. На PoolX, ако успеам да го отворам. На PoolX. Значи на PoolX имам 24,924 трон. Еве имам ископано 178 моментално. Bipro имам 215,487. Исто много ми копа. DOT имам 40 стаено. Значи, не ми е ясно защо само на Bipro не ги дава. Може да е нещо грешка на система. Polkadot имам 40 заключено. ZIL имам 15,630 заключено и Pool ми има дадено 138, тук 68. Друго немам шо да покажам. Значи Gemini много луѓе не знаат, една од најбезбедните берзи у Америка. Тоа ми е програмата за, ќе забравам да покажам, Schooler Tracker Manager. Гледате, имам 20 total accounts, 26 акси акаунти, total акси се 103. Тук ще ги броя система. SLP Unclaimed имам 20,000. Running аккаунт имам $696, 9,000. Scholars имам, кои што не съм ги депозирал, $585. Ги играчите тука. Моментално е новата сезона. Почна на 19-та сезона, затоа е сменето. Не си више на 3000 мамара. Со новата сезона пак почнува од 1200, значи гледате менаджера Јоване со 1573. Еве и другите. Значи од тука пратам, гледате Claim Ready, Христијан, и едноставно самата програма следе колку SLP, колку треба да му дадам и дали е спремно. Значи не мора да улавам у секој профил. Значи много јака работа. Значи од дома, од самиот компјутер пратеш се живо на самата програма, кој кога играе, кој не играе, колку време играе. Сите тие работи ги пратеш и плюс уживо ја гледате тука цената на самиот SLP, кој што пак падна многу, заради тоа што многу играчи кои што го изиграа за профит, едноставно не се луѓе кои што играат самата игра. Значи тоа е да ви покажам луѓе дека не сакаме, еве туку у PoolX имам заклучено $9,135. Се вкупно баланс е $24,821 имам. Тоест вредност 0.38 биткоин. Кој што планирам да го чувам и планирам да го изтрейдам на самиот bull market измеѓу декември и февруари, ќе видиме. Може и до јуни месец ќе продолжи, не се знае. Че трейдинг акаунт немам ништо, на main акаунт $15,000, на PoolX заклучени $9,000. У Gemini имам некои си $194,000. Значи да, до новите можем да го пробам да го покажам само. Ќе треба да се стана пау. Другари, останало уште последно апдейт, значи никош ги немам продадено. 170,000 Cardano се уште стоат, моментална вредност на 2.11 $358,700. Wallet 2 ми е 50,000 Cardano, т.е. 105,000
и 500 долари. Все вкупно, на моментално на P2P CX и на Swire, на Spire. Това. И английски почна да ми забушава. Значи там го стекирам, ми дава, не го покажа точно. Се на се имам изкопано 10 000 на Shelly, на 170 000 Cardano имам изкопано 10 357. Значи нова цена е 20 000 долари и 600, а на Shelly двойката со 50 000 имам изкопано 3000 Cardano. Моментално нова цена е 60 000 долари. Значи, за жал не го отваря още, трябва повече време, значи за 15 сата ки ми даде дроп. От коини, значи последния път, тук 99, 42, 239, 169. То е това. Значи ovo чудо ми ги плаќа сметките на всеки месец без да го продавам и копа, како ще гледате. Додека никой не верува у Cardano, ја плаќам сметки у Америка. Валјда у Америка ако може да се платат ако у Америка може да се платат сметки од Cardano, сигурно у Македонија може да се направат многу појаки чуда, ама нели да. Јас съм го купил на 0,03 центи на среќа. Вие се немате среќи и се немате пари. Значи до сега да го трупавте, ќе натрупавте чудо од него и вие ќе копавте, ама тоа е. Полесно е да се купи и да се плачи. Тоа е другарчиња. Чао. Значи е 5000 долари профит. Кој не го мрзе, нека ги пролистува видеята, нека провере. Кој се разбира. И не забравяйте да плугате.